Преспанските овоштари кои денеска излегоа на протест бараат од владата во рок од 48 часа да им ги исплатат парите за штетите од невремето кои ги претрпеа во 2016, дел од 2017 и 2018 година. Го повикуваат премиерот и министерот за финансии да постапат по одлуката донесена на последната владина седница. Доколку парите не легнат на сметката на општина Ресен до 29 август, кога истекува и крајниот рок, тие ќе ги радикализираат протестите. Крајниот рок е 29 август 22 година. Во спротивно, ние сме приморани, притиснати од извршители, долгови по земјоделски аптеки една, две или повеќе години, да продолжиме со нашите протести. Во крајен случај, доколку не најдеме на слух, ќе продолжиме и со така наречен преспански марш, ќе одиме од Ресен до Скопје со механизација земјоделска. Као очајните луѓе, секогаш преземале очајни чекори и ние повеќе немаме што да изгубиме и сме решени да одиме до крај и да направиме се она што треба да се направи за владата да го подмири долгот кон овоштарите, она што тие имаат обврска да го направат. А овие денови, јас педантно пресметав дека најголем должник мене лично не ми се трговците, туку најголем должник ми е државата. Поврат на данок не е направен 2 години, се жалат овоштарите, на кои невремето им направило штети последниве 6 години, вклучувајќи ги и последните 2. Тие исто така бараат заклучно со почетокот на септември да има исплата на зелената нафта. Ова што ни го дава државата не е доволно, велат. 30 години самостојна држава, немаме договор со ниедна држава за пласман на нашето јаболко. Ако се реши пласманот, како што го решија Србија, Хрватска, сите држави, тогаш да имаме потреба ние од вакви протести, немаме да имаме потреба од тие 2 денари, 5 денари субвенции. Се ова што се дава во рете, меѓутоа е социјална помош за нас. Состојбата е на вистина алармантна. Сето ова го гледате овде, овај народ не е излезен туку така дека е од мака излезен. Затоа ги молиме надлежните тоа да го исполнат. Финансиски изнемоштени, без исплата на штетите и зелената нафта, не ќе биле во можност да ја завршат бербата на овогодинешната реколта на јаболка, од која околу 500 хектари биле зафатени од невремето. Овоштарите бараат сите наведени барања да бидат дел од владина програма, за да не мера се што им треба да добиваат преку протести.